1,8 милиони тони олово, кадмиум, цинк, железен оксид и арсен. Црниот рид над Велес, последица од тридецениската работа на топилницата, е висок од 200 до 250 метри и длабок 22 метри. За споредба, две Ајфелови кули се полесни од овој рид полн со тешки метали. Вакви слични во светот има околу 14. Депонијата за оловно-цинкова јаловина во Националниот план за управување со отпад од 2021-2031 година е утврдена како историска индустријска депонија, Жешка точка, втора по сериозност по ОХИС, која е во фаза на санација. Онапред што државата со децении затвора очи и не го решава, од октомври 2019 година се понуди да го направи компанијата Кепсмонт Груп, кога општината им додели беинтегрирана дозвола. Нивните проценки беа дека со планираната редовна динамика за транспорт на техногената суровина по 2 камиона на час или 50 на камиони во текот на 24 часа, ридот би го снемало за околу 4 години. На крајот на оваа или на почетокот на следната година, првите камиони натоварени со троска ќе тргнат кон Солунското пристаниште. Оттаму, таа со бродови ќе се транспортира до Малезија. На 1 октомври 2023 година истече 4 годишната дозвола на оваа компанија. Ридот е се уште тука, а тие во целиот период успеале да пренесат само 10 камиони до Малезија или да транспортираат точно 500 тони, или само 0,025% од зацртаното. При тоа, за извезената количина, врз основа на површината која се зема во концесијата, компанијата и платила такса на државата од вкупно 13.000 денари за експлоатација на црната троска. Јас сум Милјан Шчекиќ, директор фирме Кепсмонт Груп Македонија Скопје. На точно 2 месеца по истекувањето на дозволата, Милан Шчекиќ, косопственикот на Кепсмонт Груп, кој заедно со Весна Радевска ја имаат во земјава, повторно се појави пред Велешани. Сега на јавна расправа, за да им објасни дека од општината бара втора шанса или продолжување на дозволата. Која е компанијата што има джиновска амбиција? Ако се погледне тековната состојба на Кепсмонт Груп, ќе се види дека според големината, тоа е микросубјект. Според законот за трговски друштва, тоа значи дека има до 10 вработени. Прашањето е дали микрофирма има капацитет да спроведе ваков мегапроект за да й се даде втора шанса. Тие сега ветуваат дека за 6 до 8 години ќе се заврши целата постапка. Но збунува фактот дека на почетокот на февруари 2026 година на Кепсмонт Груп им истекува договорот за концесија, а со тоа истекуваат и сите дозволи од надлежните институции. Доколку добие беинтегрирана дозвола, таа би траела додека има концесија или до 2026 година. Сепак, во новото барање на компанијата стои поставување на постројката за дополнителни активности на дробење и мелење, што е новина за разлика од претходната дозвола. Тоа всушност значи дека компанијата планира да се одвојуваат металите од останатата троска на лице место. Но според последните измени и дополнување на Законот за животна средина од 27. јули 2022 година, во кој што е ревидиран член 20 став 1, во кој што се додава дека градење или реконструкција на нови инсталации од тешка загадувачка индустрија не треба да бидат на растојание помало од 5 километри од населено место. Планираната инсталација е 220 метри воздушна зона или околу 400 метри покопно од последната стамбена зона. Имајќи предвид дека Велес 4 години немал локален еколошки инспектор, првата работа на која посочија едва и 30 на граѓани присутни на јавната расправа беше сомнежот кој и како ќе контролира работата на компанијата. Кој господа ќе контролира? Граѓаните на Велес ќе се веќе пуштени 4 години на теноглас. Единствениот мониторинг орган платен од граѓаните кој што треба да врши таа улога веќе се работи за беинтегрирана дозвола во директна надлежност на општина Велес, го врши локалниот еколошки инспектор што го нема. Дали новините во барањето ќе значат отворање на мала топилница во веќе напатениот Велес? Човекот што со задоволство ја потпишал првата дозвола за Кепсмонт Груп, сега во својство само на граѓани, изрази сомнеж во ветувањата на компанијата. За жал, вие не го испочитувавте договореното. Сега кажувате некои изговори зошто тоа не сте го направиле. Спомнувате и COVID и не знам. И јас сега како обичен граѓанин имам право да се сомневам во тоа што вие го зборувате,
дека овој пат вие ќе го испочитувате тоа што ни го кажувате сега. Мирната расправа веднаш доби поинаков тек. Паш Чекич, на висок тон, објасни за собствените неуспеси и новите планови. Kad smo prvu tražili B dozvolu, imali smo potpisan ugovor sa firmom iz Malezije koja je u međuvremenu firme iz Malezije i sve zemlje u svetu su zabranile uvoz ovakvih materijala. To mi nismo mogli da utičemo na to. Nakon toga smo mi pristupili istraživanju koja je najbolji tehnološki postupak da se iz ove tehnogene mineralne sirovine napravi proizvod koji ima tržišnu vrednost, a koji neće ugroziti stanovnike Velesa ili bilo koga. Pa da smo izvezli jedan kamion, sad vam kažem, šljake, opet smo bolji od svih drugih, zato što pre nas niko nije izvozio ni jedan kamion te šljake. A mi sa ovih 10 kamiona koje smo izvezli šljake, možda smo baš spasili nekog od tog zagađenja koje je tamo. To je ono kako čovek gleda, da li je čaša polupuna ili poluprazna. Дека поставката за која Кепсмонт Груп бара дозвола нема да загадува, се обиде уверливо да објасни и стручњак од фирмата. Технологијата на рекултивација опфаќа неколку фази. Прва фаза е исчистениот простор од техногена минерална суровина во длабочина од 30 сантима да се извади контаминираната почва и да се однесе на депонија во Велес. Ne, predviđeno za takav vid. За таков вид, добро? Ne. Добро. Но наместо да ги смири страстите, Саздоба отвори нови дилеми и разочарувања кај колегите. Тие велат дека според барањето не се пристапува како кон жешка точка, што е клучно заради следење на посебни протоколи. Тој отпад некаде сретнав дека ќе оди на депонија. Која? Не можете отпад кој што има карактеристики на опасен отпад да го депонирате на обична депонија, која и без тоа не е прописно направена. Кога од почеток се инсистира дека нема загадување, тоа исто така иритира. Се знае дека нема процес кој нема да предизвика одредено загадување, односно одредени емисии. Треба да кажеме дека тие се такви и толкави. Пензионираниот професор Трајче Стафилов голем дел од кариерата го посвети токму на истражувањето на ова место. Тој не испушта шанса да повтори за алармантноста на ова контаминирано подрачје. Во потесното подрачје градот Велес, топилницата, околината, имаме 4,5 квадратни километри почви екстремно загадени над интервентни вредности. Иако изгледа како равенка со многу непознати, сепак последниот збор го има општината. Тие пак велат дека компанијата успеала да ја убеди сите државни институции дека може да се носи со предизвикот и дека вреди да и се даде втора шанса. Значи повеќе од известно е дека тој ќе добие дозвола. Сега не знам како да кажам. Па сега добро кажи професорот Стафилов, значи дека и нас значи оној рит од згура, како да кажам, значи стварно жешка точка и сакаме и ние, значи, до некој степен, меѓутоа со максимални вложувања на инвеститорот, да бидеме, нели, да биде тој... Иако јавната расправа е можност да се слушне гласот на граѓаните, сепак, потписот на оние што ги водат институциите е многу помоќен. До март се очекува Кепсмонт Груп да добие Б дозвола за работа и втора шанса да ја исчисти троската што ги убива велешани.